Почитувани жители на општина Карвинци, почитувани гости, добар ден и добродојдовте на свеченото отварање на боречкиот клуб Киро Ристов. Сега ќе ве замолам заеднички достоинствено да проследиме химната на Република Македонија. Димков да ви се обрати на вас присъствните. Почитувани присутни, добър ден! Чест, задоволство да и предизвика да се говори пред вас. Голема чест ни направихте, што дојдовте, биги тој голема врска. Ние рековме ќе правиме клуб, еве се случи, биги тоа останува врската како понатаму. Зошто дојде идејата? Идејата, впрочем, сама се наметна. Општина Карвинци ги има едни од најквалитетните борачи, еден од нив не затоа што ми беше и тренер, меѓутоа затоа што го заслужи и според анкетата и барањето на жителите да се нарече и Киро Ристов. Ме прашува зошто токму овде, затоа што овие дечиња што ги гледам овде изразија желба затоа што постарите побараа да се организира еден ваков настан. Да имаме еден клуб каде што можат да спортуваат, а не како што рекол да гледат на телефоните. Така да ние еве скромно почнуваме. Се надеваме дека ќе имаме долг век, дека ќе имаме силни резултати, дека ќе одеме по стапките на Киро Ристов. Меѓутоа ова денес што се случува чисто повеќе за оние кои се од Карвинци, од Таринци, од општина Карвинци, од населено место Таринци. Денес ги имаме најквалитетните борачи од Македонија, можеби најелитните квалитетни борачи што некој сте ги виделе. Тука е господин Чаван Трстенов. Светски признат олимписки шампион, спортист на векот, најдобриот спортист на Македонија за цел век. Тука ни е Зоран Шоров, еден од најдобрите македонски борачи и најдобар штимски борач. Понатаму, Назми Али, имаме представници од Бучин и Јака Радовиш. Тука се и моите борачи од Балканец, кои ги тренирав заедно и постарите и ветераните. Сега би сакал да ги споменам. Многу се Виктор, Дејан, Горан, Даниел, Бобан, другиот Дејан и така натаму. Тука ни е и Нови Здравев, наш пријател кој цело време не прати уште како дете кога бев
ученик во основното училище Кирил Методи и толку ме советуваше со неколку техники, но упатуваше кој каде тренираме, кој за фудбал, кој за борење. Тука имаме и од постарата генерација Колев Стојан, Маријан Лазаров, Коцев Томе, кој тамо позадина не следи, сега ако ми простите ако заборавив некој, меѓутоа тука ни се и медиумите. Драги, благодарам што денес одвои време да не следиш и да го пренесеш ова. Јас ви благодарам за можноста, благодарам на општина Карвинци, на сите нив што ми овозможија пред се да бидам дел, да се вратам после толку години на Душекот, да почнем да го работам оно што ми е основната работа. Се надам дека ќе имаме силни резултати и само сакам да споделам една работа за останатите гостите кои ни се од страна, дека буквално секој еден човек се вложи во овој клуб. Би сакал да се заблагодарам на Благој Постолов кој ни овозможи да тренираме во неговата продавница. Сега за сега такви не се условите, се надеваме дека имаме некои подобри услови. Да се заблагодарам и на Кире Крстев кој прекрасно много ни помогна и многу други кои ни помогна за да се технички организира сето ова. Благодарам и на Бучин Јака Радовиш за отстапениот Душек, бидејќи без него немаше да можеме да го направиме тоа. Јас не би сакал многу да зборам, меѓутоа Горан, морам и тебе да те поздравам, Горан Милковски, новинар на Македонска телевизија и председател на Карате Федерацијата. Така да денес сме многу, не има овде, борачите откочени, нека ми простат нашиот пријател Санде Коцев кој следно не следи и често пати прашува што и како, зашто клубот е формира, каква е идејата. Еве, тоа е идејата. Идејата е да спортуваме. Единствен начин и најголемите резултати борењето ги направило затоа што мултиетничката содржина или мултиетничноста во борењето ги направи најголемите резултати, како што првшем ги направи Фудбалската федерација. Така и затоа борењето беше силно и ќе остане силно. Се надам дека и ние како боречки клуб ќе дадеме силен придонес. Би сакал да се заблагодарам и на управата со начело со председател Васил Богдански и да сите тие кои се дел од управен одбор понатаму ќе ги спомнеме, кои на некој начин се вградија и ја дават поддршката за овој клуб. Јас ви благодарам уште еднаш и посакувам да дојде да се дружиме, после ќе имате можност да ги видите дечињата, она колку што успеавме за 10 дена да ги научиме. Благодарам уште еднаш. Во продолжение следи и кратка биографија за Киро Ристов. Киро Ристов е роден 11.2.1953 година во Карвинци, Штип. Основното образование го завршил во Карвинци, а средното во Коле Нефтенин во Штип. Своето високо образование го завршил во Скопје на факултетот за физичка култура во 81-то. Веднаш потоа, на 11.6.81 стапил во брак со Матилда Јозик, исто така професорка по физичко воспитување и заедно имаат 3 деца. Првпат стапил на боречкиот Душек на своји 10 години и оттогаш му останал верен до крајот на својот живот. Неговиот прв тренер бил Ристо Таков. Бил активен како борач цели 20 години. Првите успеси ги постигнал 69-та, а кариерата ја завршил 82-та. По завршувањето на боречката кариера работи како тренер во боречкиот клуб Балканец. Во 86 година заминува во Швајцарија како тренер на екипата Сенсе од Шмитен, а една година подоцна работи како тренер на младенската репрезентација на Германија. Во 89-та се враќа во Штип и почнува да работи како професор во гимназијата Славчо Стоименски, а истовремено работи и како помошник селектор. Стручно се усовршувал со репрезентациите на Русија, Бугарија и Романија. Во времето кога требаше да донесе нови македонски борења и успеси на нив, како проверен експерт и професионалец, трагично го завршува својот живот на 6 февруари 1990 година. Смртта го одели од Душекот и неговите најмили, семејството, супругата и 3 малолетни деца. Од својата богата и успешна 20-годишна кариера во борење оставил бројни успеси. За боречки клуб Балканец има учествувано на 2 купа на европски шампиони во 73-та во Кеш Русија и во 74-та во Софија, каде Балканец го постигна и својот најголем успех, односно стана вице шампион на Европа. Како полуфиналниот турнир во Швајцарија, прво место за Балканец, во чиј состав е и Киро Ристов со најдобри резултати.
Во 84 година како тренер на боречки клуб Балканец станува државен првак во Југославија. Исто така и во 85 и 86. Во тоа време младинската репрезентација на СФРЈ настапувале негови 4 ученици, од кои 20 се сениори, односно Стојчев Ванчо и Зоран Шоров. Киро Ристов остава траен белег на македонскиот спорт како борач и тренер. На неговите постигнувања ги се сеќаваат претходните и идните генерации. Неговото име има место во златната ризница на македонскиот спорт. Еден таков сјај никогаш не може да згаси. Во знак на сеќавање на овој боречки јас, како и благодарност за афирмацијата на македонското борење широм светот, боречки клуб Балканец за прв пат во 1994 година во станови меморијалниот традиционален турнир во борење Киро Ристов, на кој учествувале домашните и странските екипи. Најзначајни боречки успеси на Киро Ристов. На домашните надпревари од 65 до 73 е државен првак во сите категории. На Европското првенство учествувал во 7 надпревари, на кој најзначајен е надпреварот во 79 во Букурешт, каде освоил 4-то место и како најдобар југословенски борач е исполнил нормата на светското првенство во Сан Диего. Од 74 до 81 учествувал на 6 светски надпревари. Учествувал и на 2 олимпијади, во Монтреал 76 и Москва 80. Има учествувано и на многу бројни надпревари, односно меѓународни балкански првенства, медитерански игри и универзијади. А најзначајните награди и признанија се добитник на највисокото признание на Сојузот на Организацијата на физичката култура на Република Македонија, односно наградата 25 мај. Во Швајцарија го доби златното звоно за извънредните резултати како борач и тренер. Добитник е и на наградата 8 ноември награда Штип. Многу пати најдобар спортист на Македонија и 12 пати државен првак на Југославија. Покрај Киро Ристов, општина Карвинци е ризница и на голем број борачки имиња, а тоа се Данчо Стојанов, Кире Стојанов, Виктор Богданов, Дејан Богданов, Илиев Даниел, Дејан Митров, Ванчо Мутавџиски, Жарко Коцев, Лазар Коцев, Денис Симонов, Ивица Гичев и Драган Велинов. Најзаслужни за отварањето на овој боречки клуб се пред се граѓаните на општина Карвинци, се проточено во управниот одбор на боречки клуб Киро Ристов со состав на Васил Богдански, Даниел Гичев, Стојче Стојков, Темелко Србиновски, Стојан Стоименов, Александар Митев, Диме Милодиновски, Милодин Георгиев, Благој Георгиевски, Зоран Тасевски, Филе Гацев, Стоил Илиев и Трајче Димков. Сега чест ми е да го поканам господинот Шабан Трстена, олимписки шампион, најдобар играч на Република Македонија и спортист на векот. Почитуваме, стварно ја имам многу да кажувам за спортот, за борењето. Како што знаете, дека нашата Македонија е најуспешен, најгордост на спортот, па кој спорт најуспешен и гордост на Македонија? Деца, знаете кој? Борењето. Замислите, деца, зашто е борењето најуспешен и гордост цела ова нација? Порано ние во заедниче, кога живеевме во тоа бившата Југославија, постигнавме многу големи резултати. Запамтите, многу големи резултати. Дури ни Кина, ни Индија немаше тоа резултати што имаше Македонија. Од ова земја ние стигнавме, донесевме многу медали. Почнувавме од Балкањада до медитерански игри, европско, светско, дури и до олимписки игри.
Значи, символот на спортот е Олимпијада. Од Олимпијада донесено е 5 медали. Значи, Кина е милиарди и пол, уште нема олимписки медали. Милиарди и пол, или Индија. А ние малата држава, Македонија, има веќе 5. Затоа, почитувани дами и господа, дозволите сега на моје име да ги поздравам неколку луѓе тука. Гледам дека тука сме кога примат покана да дојдам тука, да ви кажам прво, се гордам. Знаеш зашто се гордам? Се гордам зашто се формира еден нов клуб во борење во Штип со името Киро Ристо. Со голем гордост и чест дојдат овде кај вас. Без обзир зашто јас преживав неколку години, бевме заедно со Киро, бевме неколку години, учествувавме заедно на превари. Беше еден супер борач, борберен борач, и јас као помлад учев многу од него. Затоа дојдав само да ви кажам, мотивација да ви дадам. Свака ви част што ја земавте ова иницијатива, почитувани вие во ова општина. А поголем благодарност иде кај наш пријател, ваш пријател, наш борач, колега Динко. Свака ви част што ја зема ова иницијативата, да ја формирате баш во ова село. И нешто да ви кажам друго. Не е мој да кажете, зашто у село? Знаете, почитувани присутни, многу големи спортисти излегуваат од мали села. Многу големи спортисти излегуваат од мала општина. Еден од тоа јас сум. Една мала општина, сиромашна, излегува и станав сите медали донесав тука. Затоа, немој да се чудите. Ништо, без обзир во една мала општина сте, во една село тука, ама со работа, со голема воля, со голема гордост може да дојдете до олимписки медали. Може да дојдете до да бидете големи спортисти. Затоа јас ве честитам. Дај Боже ова новото име, новото борачки клуб во Штип да имате, да тренирате и да донесете све што може да донесете за Македонија и за вашето село тука. Динко, свака да ви част и деца, слушај да ви кажем деца и на вас таму. Јас сум бил 12 години кога почнував да тренирам. Ова е специјално за ваш деца. 12 години. Ама кога почнував ја да тренирам, мене ми беше целот идол. Мора да имате идол. Без идол не може човек да иде напред. Ни еден спортист, ни еден инженер, ни еден и професор, и политичар, мора да има еден идол, секој човек. Јас го имав мој идол да бидам шампион као Муамед Али. Значи, на 12 години размислив јас сакам да бидам шампион како Муамед Али. И замислите, деца, ова е за вас. И вие треба да имате еден идол. Било што кој да е, ама голем спортист. Голем спортист, не нашите спортисти во државни, него големи. Без обзир, јас не станав мој сон само по зборови или наспирани. Јас го реализирав мој сон. Почувани пресудни, го реализирав со голема работа, со големи тренинзи, реализирав, дури ја пројдав и Муамед Али. Дури ја пројдав и Муамед Али. Затоа, деца, ова е важно за вас. Без обзир од како што сте вие сега, може да станете и големи спортисти. Некој ќе стане, може, ќе откаже, некој ќе стане и професор, некој ќе стане и политичар, некој ќе стане и бизнесмен. Ама со борењето, со спортот, може да постигнете многу. Фала многу, уште едно. Мора да го поздравам мојот пријател Горан. Знам дека беше уморен, сега што дојде на Европско првенство, беше на фудбалот и го замолам, викам ќе идеме
на една званица овака за клубот. Поздрав, Горан. Много поздрав. А сега ќе ве замолам, накратко да ги проследиме боречките вештини на дечињата, боречкиот клуб, а потоа гостите ќе ги поканем на еден скромен коктел. Децата ќе се гледат, вие ќе може да гледате да не влегувам унапред. Може ли така? Ajde, deca. Напресно равни се! Ajde, izrabi se. Spremni? I do! Kolona dvojene, diži se, odi. Ajde, ponekam, samo odeme. Завежливо место, няма застане на чело. Сите, постави се пред Сите заврти се према нао. Сите нао заврти се. Гледайте го нао. Айде, спреми се, разстояние между себе, да не се удрите, направи простор. Айде, почни, нао, давай. Отлично. Айде, гледам. Назад. Делфин. Со двете ръце сега отнемаш кајде. Па назад. Ајде, па челни. Одлично. Половината сега малку. Ајде. Колената. Добро, сите на колена. И сега легни назад. Ајде легни на колена и легни назад. Ајде, легни сите, ајде Давид, ушетри. Отлично лежи, ајде Микела. Ајде. Отлично, горе сите. Сега одеме преден мост. Ајде преден мост сите. Отлично. Ајде. Лево, десно, врде малко со вратот, ајде. Одлично. Добро. Сите легни на грб. Легни на грб. И борачки мост. Сега сите борачки мост. Ајде, на чело, ајде бе. Број до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, лежи. Спреми се сега за мост на раци, гимнастички мост. Ајде силно. Тие што те можат на раци, на глава пак нека право. Ајде влече се силно, дигай на раци. Дигай, отлично, браво. Број до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, добро. Ајде сега препуски сет. На една страна, па на друга страна. Ајде, станови неколку пати. Отлично. Добро. Стани горе. Спорт.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, до нам. Повече си тука, дойде нам тука. Нам, Мелани, сите позади седете на колена. Другите седете позади на колена. Сите на колена, по вчера ще работиме. Айде, да, Боян, дойде тука. Айде, проекто си го. Идеме сега на пробата от парови от рака бегуване. Айде, там. Айде, София. Айде от тройка. Оди там от Давид от тройка фонара. Спреми се. Айде, бегуване под рака. Ajde, odlično, ajde probaj, po nekoliko pati levo i desno, odlično, ajde, odlično. Jovan, ne se borite, Jovan, počekajte malko, Vasil. Odlično. Dobro, ideme dole nisko, detski zahvat. Ajde na kolena. Ajde probaj, silno. Tulka. Ajde. Ajde probajte, ajde Damjan. Dobro, stop! Mirno! Na desno ravni se! Približi, ajde, Mikela, ajde, ajde, Jovana, ajde, Mikela, ajde, Jovan, Jana, ajde, Vasil, Lenon, Vojdan, ajde, Jovo stani, mirno! Mirno!